По повод Светскиот ден на водите, кој оваа година е посветен на подземните води, спелеонуркачкиот клуб Врело од Скопје зеде активно учество во неговото одбележување, со земање на примероци од водата во пештерата Врело на Матка и со екоакција. Целите на ова одбележување се да се покаже како подземната вода може да се користи за секојдневна употреба, како да се заштитат околините каде има подземна вода од отпад и како да се промовираат подземните извори на вода кои што се огромен природен потенцијал, најчесто неискористен за местата каде има недостаток на вода за пиење. Земавме примероци на водата од пештерата, подземната пештера Врело. Ги дадовме на анализа во официјална лабораторија на Македонија при универзитетот. Резултатите стигнаа вчера и согласно резултатите таа вода е спремна и може да се користи за пиење за секојдневна употреба. Дополнително денеска, за да го означиме денот на водите, дојдовме тука, ќе направиме една еколошка акција со цел да исчистиме отпад што е насобран околу влезот на пештерата и во самата пештера. Оваа акција беше поддржана и од Спелеолошката федерација на Македонија, откаде истакнаа дека овие извори на подземни води се нашата иднина и истите треба добро да се чуваат и заштитат. Истакнаа и тоа дека овој тим Врело е единствениот ваков обучен тим кај нас, кој што може да изведува вакви ризични акции. Овој тим кој што е составен од високо професионални спелеонуркачи, нуркачи кои што се занимаваат повеќе од 20 години, каде што влегуваат во тешко пристапни места, каде што е потребна преголема психофизичка подготвеност и голема концентрација, дека станува збор за единствениот тим во Македонија кој што го имаме за истражување во одделот за допринесување на науката и секако доколку има потреба и за се вклучува директно во спасителни акции. Од Спелеолошката федерација потенцираа дека ќе продолжат со испитување и заштита и на други наши подземни извори. Минатата година за прв пат наш спелеонуркачки тим посети дел од пештерата изворот на Бабуна, која што се наоѓа во срцето на Солунска глава на околу 1400 метри надморска височина, кој што се смета за еден од нашите најголеми подземни басени со вода.